Добар ви ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашата екипа сме подготвени за новиот рецепт на денот. Вие знаете дека во овој период, се додека дојде Велик ден, си подготвуваме постни рецепти. Претежно од рецептите се постни, затоа што сакаме да дадеме идеи, да споделиме со вас нешто убаво вкусно и што е постно, да можеме да си го направиме во текот на постите. Но и ова денеска што ќе ви го направам, навистина и да не постите, можете да го направите, пак е вкусно, здраво и многу убаво. Значи, за денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви подготвам ролачиња со спанак и компер. Толку се вкусни и толку мамат, значи не можете само едно-две да изедете, него тоа ве тера уште повеќе, затоа што е многу вкусно. Ке ни требаат половина килограм готови кори. Поблагодарам на Бога што ги измислиле овие готови кори за нас домакинките, многу голема одмана. 400 грама свеж спанак, измиен и ситно насечкан. 2 компира сварени, 3 до 4 млади кромичиња, 1 тиквичка млада, значи гледате како е она малецка, затоа што е баш млада, 3 до 4 шампињони големи печурки, заради протеинот да го имаме во овие ролачиња, малку куркума или ставете малку кари заради вкус, нели, затоа што немаме нешто друго што ќе го збогати вкусот, малку буковец, малку бибер по вкус, сол и сусам за наросување. Ке ни треба 100 мл масло и 50 мл за пржење, значи 150 мл масло, 2 децилитри минерална газирана вода. Ајде сега да започнеме со работа. Прво ќе изрендам тиквичката и неа ќе ја ставам да се пржи за да излезе водата, за да не ги намокри многу корите. Тавчето ќе го ставам веќе на загреаната рингла и тиквичката и кромидот малку ќе ги пропржам. Но прво да излезе водата од тиквичката. И тука ќе ги нарендам исто така и шампињоните, печурките. Колку убави постни јадења имаме. Прекрасни. А сега веќе пазарите се полнат со зеленчук, каква ти душа сака има. Е така. Ќе му ставам малку масленце, за да си се пржи така, едно 50 мл, така. И ќе промешам. Ќе намалам температурата на оганот, за да не ми загори. Значи, доволно е само малку да пушти вода и таа да испари. Сега ќе ги нарендам печурките. Кога ќе ја пробате ова пита ролачиња, значи верувајте дека ќе имате впечаток како некоја пица со мелено месо или пита со мелено месо, така да јадете. Еве, тука веднаш ги ставам печурките. Овие се земав 3 затоа што се многу големи. Така еве и оваа ќе ја ставам. Колку убаво замириса од тиквичката.
полна е со вкусови, па и од печурките исто така. Уште една ми остана. И таа ќе ја нарендам. Нели кога постите, најчесто е прашањето што ќе јадам, како ќе јадам, навистина мора да признаеме дека во текот на постите сепак можеби треба да готвиме малку повеќе него ли вообичаено. Така, ќе ми треба рендето за компирот. Сега ќе ставам малку сол и ќе го насечкам кромичето. Со се перцата, значи комплет се, добро измиени претходно, вкусот е сосем поинаков кога е кромичето младо. Така. Сега и него го ставам тука. Еве си пушта вода тиквичката. Така, промешувам. Сега ќе го подготвам и компирот. Може претходно да ставам малку бибер, да ги ставам зачините. Така. Малку буковец. И тој ќе му даде посебен вкус на зајрето, ќе му даде посебен вкус. Така, да промешам сега. Ќе го ставам спанакот и најпосле ќе го ставам компирот, затоа што компирот е варен. Нека си се пржи тоа. Јас ќе рендам. Спанакот може и да не се пржи. Јас сакам кога свеж ќе го ставам во питата. Така и ќе направам и овој пат. Да. Сега ренданиот компир ќе го ставам во спанакот. Тука. За да го формирам филот. И од топлината на пржената тиквица и спанакот секако ќе омекне спанакот. На печурките. Повеќе рендето не ми е потребно. Така. Ќе го ставам тука. Така, и даската веќе нема да ми треба. Морам да направам место за корите да имам каде да ги распостелам. И ова не ми е потребно повеќе. Така. И ова. Еве го филот. И ова е веќе готово. Толку му треба. Видовте 5 минути. Додека изрендате едното, другото, толку. Ја исклучувам ринглата
И сега ова го додавам кај спанаќот и компирот. Сега сето ова, леле, како убаво замириса на тоа младото кромиче. Сега убаво ќе го измешам да се соедини. И ќе проверам дали треба да му додадам сол, ќе додадам тука малку и масло. Иако корите ќе ги напрскувам со масло и со кисела вода. Ева топлината на теквичката и печурката, гледате како овитнува спанаќот. Може ќе треба да употребам и другата лажица, така. И сега веќе ќе фатам малку со раката. Се надевам дека сега нема да е толку врело. И нежно ќе го притискам спанаќот. Така. И му става малку масленце. Супер фил, одличен, леле како мириса. Па кога ќе му додадам малку и куркума, или вие можете малку кари да додадете, или пак триена сол. Така. Еве го, филот е веќе готов. Филот е готов. Да пробам сама. Треба да додадам уште сол. Сол ќе треба уште. А друго е доволно. Така. Сега ќе промешам. Ја додавам и куркумата. Ке ни треба и едно плехче, какво имате, четвртасто, нели? Дали од шпоре, дали како и да е. Одлично. Филот е подготвен, корите се подготвени, значи може да почнеме. Сега ќе ги отворам корите. Ролатот се прави на 3 кори. Значи прво една кора, напрскуваме со масло и со кисела вода. Потоа втората кора исто напрскуваме и третата исто. Значи постапката се повторува со сите. Со сите кори исто. Одлично, ова ќе го кренам настрана. Така. Земам масло. Така. Малку кисела водичка. Веднаш втората кора. Така, масленце, кисела водичка. И третата кора. Не е важно каде ќе напрскате, она секако ќе се спои, ќе ги натопи корите подеднакво исто. Затоа што и од озгора, кога ќе бидеме готови, повторно малку ќе ставиме. Така.
Сега го ставам филот. Насекаде. Значи распрскано насекаде. Доволно е ова. Каков убав вкус. Прекрасно. Така. И сега ќе внимавате и на крајот да има зајре, да не се суви крајчињата и почнуваме да виткаме. Така, си ја земам тепсијата, а ако ми се подолги корите, па малку ќе сечнам од страната. Така, ајде да видам сега. Уште малку. Не, може би ќе ја собера. Не, уште малку. Уште малку ќе сечнам од едната страна и ќе биде доволно. Таман. Така. Супер. Го ставам ролатот. Малку е, може би, помал плехот, но не пречи, пак ќе си биде убава. Постапката ја повторувам. Кисела вода, масло, така, следната кора, масленце, трета кора. Така, пак кисела водичка, масленце и фил. Значи, мене треба да ми излеза точно 4 ролати. Значи, треба филот да си го планирам за 4 ролати. Еве вака. Насекаде подеднакво. Ова има да биде прстите да си ги излижеме. Така, да си уживаме во овој убав вкус. И сега си формираме ролат. Така. Одсекувам од едната и од другата страна. Добро. Ставам ролатот во тепсијата. Што ќе биде убава. Ова пита. Зимам масленце. Кисела водичка. Така, веднаш втората кора од озгора. Ова се 2. Така. Повторно масленце. Така. И сега си имам уште една кора. Така. Сега половина од овој фил. И таман уште за следната кора.
Леле, колку е добро. Така. Повторно завиткуваме. Така. Засекувам. И тука малку од оваа страна. Подготвен е ролатот да оди во тепсијата. Ајде, така, уште еден ролат. А другите кори што ќе ми останат, пошто овде имав 700 грама, ќе изрендам едно јаболко, 2 јаболка, може ќе ставам некое суво овошје, некое оревче, исто така со кисела вода. Ќе направам и ролат со јаболка. Така. Може ќе ми остане и фил малку едно да завиткам како полжавче. Да. Да не го пренатрупувам овде. Прекрасно, прекрасно. Како го виткам, како убаво ми мириса. Така. И сега го ставам и последниот ролат во плехот. И така малку ќе го натиснам малку. Супер. Еве како ни излезе питатат, ролатчиња. Значи ќе му ставам малку масленце сега од озгора. На секој ролат масло ќе ставам. Ете така. И сега ќе ставам сусам од озгора. И тој кога ќе се потпече, леле, убавина. Така. Еве го, драги гледачи, ролато, тоест питата со ролатчиња. Ќе печам во загреана редна на 220 прво, а потоа ќе намалам на 200. Може би едно 20 на минути, откако ќе почне да вцрвува, 20 на минути ќе биде доволно. Ево ова малку фил што ми остана, што ќе направам со него, тоа ќе си го испечам посебно. Посебно ќе го испечам, не една кора, а може и уште една да искористам. Да, може и уште една да искористам. Ќе направам како полжавче ќе го направам. И таман имам земјено садче тука, во него ќе го ставам и во него ќе го печам. Да, ете така. Значи да го искористам целото. Како полжавче ќе го завиткам. Ете така. Завиткувам.
го земам садот, намастувам со масло малку. Таман, ево ова сега ми истекна во моментот, значи. И сега ќе си го ставам ова тука вака. Ете така, ќе си испадне таман една баничка за еден човек. Ќе ставам малку кисела вода, така, малку масленце и ќе наросам исто така сусам, а и ќе ставам малку буковец од оскора. Ете така, и ќе напрскам малку буковец. Вие останете со вкусот на традицијата, се гледаме на трпезата откако ќе ги испечам овие две прекрасни убави пити. Сега можете и да насечете, можете и да не, но јас сакам вака да го печам, затоа што да не почне да ми тече филот, мислам, и водата, и маслото, и сокот од зеленчукот, подобро е вака, потоа ќе го пресечам. Се гледаме на трпезата. Леле, радости живи, колку убаво си испече. Како лиснато тесто дојде, еве. Ни јајца, ни путери, ни ништо. Ајде тука од крај. Леле, погледнете како е. Погледнете како злато, како злато. Леле, колку е добро ова. Како рпка. Испечена е совршена. А вкусот? Леле, вкусот. Да ви кажам, ова ми е одлична идеја и рецепт да вака си ја правам. Ова пита ролачиња, значи толку добра, како внатре сочно меко памук, а од озгора корите расцветани, крцкави. Тоа е тоа. Еве го и другово. Слушате? Тоа со буковец. За мерак. Направете го ова и уживајте во овој вкус. Ви кажувам дека е нешто прекрасно. Цела тепсија, а што ставивме половина килограм кори, компир, тиквичка, спанакче. Значи не треба ни многу пари, не одат многу пари што се вели за ова нешто, за овој специјалитет. Драги мои, во ова лудо време каде што е се полиестер и синтетика, вие останете си свила. На здравје, до следната емисија Вкусот на традицијата. Довидување.